Смртта на 39-годишниот ресенчанец кој почина од сепса по операција на хемороиди ги растрча инспекторите на терен. По забраната за двете приватни ординации инволвирани во лекувањето на овој пациент, чија документација веќе е испратена и до јавното обвинителство, поради пропусти на работењето ставен клуч на врата и на уште една приватна болница. Станува збор за ординација по пластична и реконструктивна хирургија доктор Огнен Даскалов. Тука наишле на операциона сала за која немале пријава, а на вработините собственикот не им давал соодветни договори за работа. Недостатоците кои се утврдени во тек на вонредниот инспекцијски надзор се одстапување од дозволата дадена за работа во однос на за промена на просторни услови и евидентиран, односно пријавен кадар. За истото е изречена веднаш забрана за вршење на дејност, се до отклонување на недостатоците. Целото досие за понатамошна постапка е предадено во Министерството за здравство. Не се знае до кога оваа ординација ќе остане со лентата на врата. Завчера од труење на крвта почина и 2,5-годишно девојче на детска клиника. За незината смрт, Министерството за здравство ќе истражува и ќе бара пропусти преку стручна комисија. За трагичниот случај пак со смртта на 61-годишната жена која по шетањето низ болничките ходници пред месец почина од сепса на карел, Државниот санитарен и здравствен инспекторат парично со 200 евра казни лекарот дигестивна хирургија, бидејќи на пациентката не ја овозможил соодветна здравствена заштита, со образложение дека на клиниката нема место.